Уште 20 дена остануваат до крајот на годината и законскиот рок за исплата на регрес за годишен одмор. Граѓаните на терен во Штип со нетрпение го очекуваат регресот за да ги поминат празниците на соодветен начин. Велат дека парите од К15 се добре дојдени за да се купи нешто и да се дополни трапезата. Да, и ке има, да. Може да се дозволиш. Или ке заштедат? Нема што да штедеш, се трош. Штедење ретко. Абе, 3 пати нека дават годината. Има ли зијан? Надвор нема пари. Криза. Треба, само не дават. И додека од една страна граѓаните чекаат К15, од друга страна почнуваат и пријавите во гласен текстилет Штип за неисплата на истото. Председателката Кристина Ампева посочува дека проблем се колективните договори, но онаму каде што имаат синдикални членови се действува за вработените да го добијат заслужениот регрес за годишен одмор. Па да, почнуваат пријавите, меѓутоа повторно ќе речам, останува проблемот со колективниот договор подпишан од страна на Организација работодачи и Сојуз на синдикати на Македонија, така да ако фирмата е во деловни потешкоти може да се исплати помала сума, помалата сума може да биде и 100 денара. Така да, за таму каде што имаме синдикат, можам да кажам дека некаде направивме да биде исплатата од К15 некаде и 20.000 денара. Меѓутоа зборам за таму каде што имаме синдикални членови. За останатите фирми кои што не се наши членови, морам да кажам и морам да ги предупредам дека работодавачот не смее да исплати К15 во помал износ доколку нема подпишани спогодби од работниците дека се може да се исплати помала сума. Значи битна е консултацијата, постапката на консултација пред исплатата на К15. Доколку е направена постапката уредно и се подпишале мнозинството работници дека може да им се исплати помал износ, тогаш не може ни еден суд, ни еден инспекторат, ни еден гласен текстилец или гласен синдикат да помогне. До крајот на декември К15 треба да добијат и вработените во сите образовни институции. Претходно пак дел од фирмите пријавува загуби, не исплаќаа К15 на своите вработени или пак исплаќаа многу помали износи од предвиденото.